Стопанството работи има се помалку. Економската криза и пандемијата, но и падот на општата потрошувачка драстично ги намалија и нарачките на компаниите. Резултатот е лош за сите и тој значи намалено производство и отпуштање на работници. Само во мај, бројот на работници во индустријата се намалил за 5%. Најголеми отпуштања има во тутунскиот сектор и таму отказ добија дури 28% од вработените. Следуваат работниците од кожарската индустрија, каде со откази се соочиле 17,6% и текстилната со 9,9% пат на бројот на вработени. Секторот производство на облека отпуштил 7,1% од вработените. Ситуацијата и понатаму е најалармантна во текстилната и кожарската дејност, бидејќи нивниот опстанок директно е зависен од странските нарачки, кои ги има се помалку. Текстилната и кожарската индустрија во Македонија може да претрпат сериозни загуби во втората половина од годината, кога потребата од снабдување со заштитни маски и опрема ќе стагнира, додека пак нарачките за модната облека нема да го достигне нивото од претходните години. Текстилното на глобално ниво се соочува со големи загуби во прометот, а со тоа и голем број на работни места се загрозени. Неизвестноста најмногу доаѓа од отсуството на стандардните долгорочни нарачки кои во текстилството повеќе ги нема. Проблемите ќе бидат од аспект на нарачки за следен период, за производство. Проблемите ќе бидат од типот на набавка на материјали и репроматеријали. И сето тоа ќе рефлектира до една намалена побарувачка во следниот период од, како што ни кажа некои нивни проекции, од 20 до 50% намалување на побарувачката. Доколку нарачките не се зголемат, а конфекциите од шиење маски не се вратат на нормална работа, крахот на гранката е се поизвесен. Доколку ситуацијата со пандемијата продолжи и во наредниот период, тогаш се очекува да дојде до намалување на бројот на вработени во текот на 2020 година, согласно со намалување нарачки и продажба. Според проценките на компаниите во овие индустрии, намалувањето на вработените би се движело од 30 до 50%. Смета Наташа Сивевска, извршен директор на текстилниот кластер. Единствена шанса во ваков случај е брзо адаптирање и дигитализација на производниот процес. И сега мораме полека да се ориентираме, односно не полека, него брзо, да се ориентираме кон извоз на готов производ. Ке треба да нудиме што е можно повеќе услуги во нашите производства, кои што нашите купувачи ги плаќаат во нивните земји. Квалитетот ќе мора да остане на високо ниво, затоа што во идниот период ќе се избегнува таа брза мода, како што беше навикнати, значи во развиените земји се повеќе се купуваше импулсивно. Сето ова неминовно стопанството повторно го води пред владата. Нови или продолжување на веќе постоечките мерки се неопходни, едногласни се стопанствениците. Воспротивно, економскиот брод оди во еден правец, и тоа надолу.